Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Минатата недела се објави уште една капитална инвестиција во здравството, најава дека е распишан тендер за изградба на новиот клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Се планира градбата да почне некаде пролета 2017 година и треба да биде готов за околу 45 месеци, најави министерот за здравство Никола Тодоров. И ова ќе биде дел од денешното издание на емисијата Здравје. Меѓутоа ќе се осврнеме и на други аспекти околу работата на клиниките и исполнувањето на стандардите за квалитет. Токму на оваа тема, мој соговорник и гостин во студиото на Радио Слободна Македонија во денешното издание на Здравје е професор Елизабета Зисовска, директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи. Професор Зисовска, добар ден и добре дојдовте повторно во Здравје. Добар ден и поздрав и до вас и до слушателите. И јас би сакала и да заблагодарам на радиото за тоа што ја следи работата на агенцијата и во неколку наврати сум била гостинка, затоа што сепак акредитацијата на болниците е од големо значење за еден многу голем дел од популацијата на државата, за скоро и да нема човек кој немал потреба од здравствена услуга. Така, кога споменавте дека повторно сте гостин во Здравје, предходната емисија најавивте дека првите здравствени установи ќе бидат акредитирани со сертификат од вашата агенција за квалитет и акредитација за исполнување на стандардите. Тоа се случи летото, некаде пред почетокот на годишните одмори. Првите 3 јавни здравствени установи во Македонија добија сертификат, односно акредитација од вашата установа. Тоа се клиниката за кардиологија, детската болница во Козле и клиниката за детски болести. Зошто токму овие 3 установи први добија акредитација од установата со која раководите? Па не ги избравме ние. Во тој процес на припрема за акредитација, болниците се избираат сами. Зошто овие болници први стасаја? Можам тука повеќе да кажам, токму затоа што едно заедничко име што се специјализирани помали болници. Тоа е они позитивни фактори со кои почнаја, со кои стартуваја на почетокот, потоа немаат операциона сала, немаат хируршки услуги, што малку го олеснува припремањето, значи има помал број на служби. Но другото нешто кое си е нивно и кој овој сертификат е награда за она што интензивно работеа, тоа е што го загризаа тој залак да ја сватат акредитацијата како нешто што ќе им користи на болниците, но најмногу на пациентите кои што се лекуваат во нивните установи. Значи во овие болници прво беа формирани многу јаки тимови, затоа што ова не е работа за еден човек, нити е работа за менаџер, нити е работа за доктор, нити е работа за сестра. Овде треба да учествуваат сите. Едноставно избраја добри тимови, тоа е дел од добриот менеджмент, кој што интензивно работеа на припрема на болниците. Јас во една прилика на едно гостување кажав дека некаде се меѓу 300 и 400 стандарди и критериуми кои што треба една болница да ги исполни за да дојди до фаза да биде надворешно оценета. Бројот на овие критериуми зависи од бројот на служби. Најтешко да се припреми е клиничка болница и одделенија. Најтешко е да се припремат клиничките болници, болницата 8 септември, кои што функционираат како мали клинички центри. Значи, можеби тоа беше само еден импулс да овие болници стигнат малку порано. Меѓутоа не смее да се запостави нивната желба и интензивна работа. Затоа реков, тие сами се избраја. Ние имавме исти старт со сите болници, на работилниците беа повикувани по 5, по 10, зависно од структурата и од областа која работат, например 5 интернистички клиники, па друга работилница со 5 хируршки клиники, така еден вид ги вмрежувавме за да можат да си помагаат во припремата. И се случи тоа да бидат тие спремни пред одморите,
Од наша страна, бидејќи агенцијата нормално работи во интерес на болниците и на пациентите, немаше никаква пречка да се одвива надворешно оценување. И нешто што ме прашаја случајни пријатели и колеги, вели зошто се спроведуваше надворешно оценување во недела или во празник. Сакам да појаснам да не се свати дека тоа беше правено како скришум. Напротив, болница која работи 24 часа, дури е и пожелно да се спроведува надворешно оценување кога е надвор од работните денови, нормално да се фати работен ден. И да не се поремети, прво да не се смета во чекалната, во лекувањето, во ургентните случаи, а од друга страна и да се процени дали навистина услугите се стандардни, празник, делник, ноќе, дење. Дали 24 часа се достапни до пациентите. Да, надворешните оценувачи можат по своја проценка да појдат и во тек на ноќта да направат проценка како се однесуваат со пациенти. За среќа, значи ова не е инспекција, не доживуваат така, иако стресот постоеше, меѓутоа овие болници стартувавме со нив. И тој процес продолжува. Например, во текот на овие 2-3 недели ние имаме уште 2 надворешни оценувања. Не се открива каде се додека не се заврши процесот на оценување. Значи да ги очекуваме и уште 2 јавни здравствени установи да добијат акредитација. Треба да очекуваме во скоро време и ако имаме најава и по наша проценка, бидејќи во агенцијата имаме во секој момент статус, денешен статус на секоја болница до каде е во процесот на припрема. Така, професорка, споменавте 300-400 стандарди, критериуми. Што е она најбитното што го исполниле, малку да доловиме до слушателите народски, што исполнија овие установи, дали сите здравствени услуги се запишуваат, дали по стандарди, по медицина базирана на докази се дава третманот на пациентите, спроведување на пациентите од приемот до хоспитализација и така натаму. Што е она што овие болници го исполнуваат во однос на оние останати кои не добиле? Да го поедноставам за да биде разбирливо за слушателите, едноставно доставија докази дека работат како што треба. Да не се свати дека другите болници не работат како што треба, тие работат. Меѓутоа ова е процес на документирање на имплементација. Овие болници успеа да ги документираат сите работи кои што ги спроведуваат. И може би едно нешто што би го спомнала, сите се одвоени во одвоени згради. Што исто многу значи за инфраструктурната припрема на една болница, дека тука се бара многу исполнување на тие критериуми. Така, например, во хируршките клиники имаме десетина клиники во хируршката зграда на клинички, десетина клиники со 1 или 2 влеза и 2 споредни. Сето тоа ја успорува работата околу акредитацијата. Секако. Исто интернистичките, па таму мислам дека има 9 болници кои што се во иста зграда, кај што физички е малку потешка и организацијата, и многу се строги критериумите за безбедност на пациенти, за безбедност на работа, апсолутно, за безбедност на работно место, за евакуација, за превенција на ризици од пожари, за спасување, за сите такви предвидливи и непредвидливи ризици, и на тие болници нормално дека им е потешко да достават докази дека се спремни за сите вонредни ситуации. Пример, имаме ние болници интернистички каде што амбулантата е многу оддалечена од зградата и немаат топол пристап од амбулантата до приемното одделение. Тоа сето го отежнува затоа што ние бараме тоа да биде и најден одреден стандард. Не е целта, значи сите тие ги исполнуваат минималните стандарди да работат, меѓутоа ние бараме некои оптимални стандарди. Значи кои стандарди работи агенцијата, да се навратиме? Кои стандарди се зацртани, дали европски од Соединетите Американски држави или тоа се унифицирани меѓународни стандарди кои ги имаат развиените држави и модерните клинички центри кои ги имплементираат? Во принцип, ако се направи споредбот и ние ги разгледавме сите стандарди пред да почнеме да работиме, Америка, Канада, европските стандарди, Австралија, во европските ги спомнувам и скандинавските, се разликуваат минимално. Затоа е оценката од 1 до 5. Стандардите се тие. Не може вие да барате во една држава да нема интрахоспитални инфекции и тоа да ви е стандард, а во друга да барате одредена стапка. Значи стандардите е една компилација, во принцип се држиме до европските, но имаме од европските доста од данските стандарди, од канадските, кои што се и наши добри пријатели, дури и своји представници пуштија тука, и тоа го пуштија извршниот директор на канадската агенција и директорката за квалитет. Имаме еден голем дел земено на америчките, на Joint Commission,
кои што, еве гледам и некои од приватните одат по нив, меѓутоа ние не ги прифативме комплетно затоа што има во еден дел инкомпатибилност со нашиот здравствен систем. Така. А австралиските се па достапни, слободни се на интернет, така да гледаме дека многу од нив ги Да, меѓутоа стандардите се европски и светски. Но мора да се прилагодуваме на нашиот здравствен систем. А моделот е француски, што бара задолжителна акредитација на болниците. И тоа се испостави дека е многу паметен потек, заради тоа што Франција и Италија имаат задолжителен модел. Полека некои од државите размислуваат кон задолжителен модел. Другите имаат волонтерски, односно доброволен, ако сака болницата да се акредитира заради својот имидж. Тоа се покажа добро во стартот, кога им почна престиж меѓу болниците, но потоа интересот се намалува. Посебно во југоисточна Европа, значи Балканскиот регион, ние сме во постојана комуникација со колегите од регионот, дури и наши гости ќе бидат од Хрватската и Српската агенција за една недела. Како се они со тие земјите од регионот со акредитација? Почнат ли е процесот и таму? Многу порано, пример Хрватската од 2002, босанските со 2008, Српската од 2008. И тоа е нивното мислење на нашиот заеднички состанок во декември минатиот во Скопје, кој каже дека во почетокот имаше одличен интерес, многу болници пројавија интерес, меѓутоа вели сега кај болниците спласна интересот е доброволна. Интересот е кој ќе биде прв при доброволната. А сега се тие фокусирани на примарна здравствена заштита, претежно. Матичните лекари. Да, матичните лекари, ние исто сега почнуваме да развиваме стандарди за матичните лекари и тоа би одело во некоја наредна фаза кога ќе завршиме со болниците. Кај нас задолжителна ли е акредитацијата кога споменавте дека една доброволна основа во регионот? Дали сите болници мора кои сте ги посетиле и работите на имплементација на стандардите мора да добијат сертификат? Мора да ги исполнат тие стандарди, барем оние за акредитација за една година, и јас затоа сакам да го поздравам тој избор да биде задолжителна акредитацијата, заради тоа што тоа ги тера болниците да дојдат до некој оптимум. Што не значи дека овие стандарди ќе останат на ова ниво. Барем во медицината знаеме колку има напредок. Ние веќе сме во фаза на размислување. Ова е учење од сопствено искуство. Веќе сме во фаза на размислување да следната ревизија малку откако ќе помини првиот циклус на акредитација да се подигнат стандардите едно ниво повисоко. Тоа е постојан процес на унапредување на квалитетот. Така, ќе направиме кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно со разговор во студиото околу работата на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, а потоа ќе се осврнеме и околу изградбата на најавата за изградба на новиот клинички центар Мајка Тереза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија во денешното издание на Здравје. Мој соговорник е гостин во студиото е професор доктор Елизабета Зисовска, директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи во Република Македонија. Со професор Зисовска на почетокот од емисијата се осврнавме околу работата на самата агенција и акредитирањето на првите 3 здравствени установи за исполнување на стандардите и квалитетот во лекување на пациентите. Професор Зисовска, она што ме интересира е колку трае, ги слушнавме 3 установи кои први се акредитирани од страна на вашата агенција, колку трае самиот сертификат, акредитацијата што ја давате вие? Има ли определен рок? Апсолутно, мора да има рок, оти тоа е стимул за подобрување на квалитетот. Може да биде на 1, на 3 и на 5 години. Концептот за акредитација беше комплетно нов во државата во 2014 кога се отвори агенцијата и се воспостави системот на оценување. Фактички на колку ќе добие болницата акредитација и дали ќе го помини надворешното оценување, не оценува човек за да се исклучи субјективизмот. Надворешните оценувачи кои имаат договор со агенцијата, тие се експерти кои поминаа обука акредитирана од медицинскиот факултет,
тие се независни и тие подпишаја неколку изјави. Прво за зачувување на лични податоци, потоа за чување на деловна тајна, за немање конфликт на интереси. Тие стават оцени за секој критериум согласно бројот на докази. Тоа се ваши вработени? Не се вработени, тие не се надворешни соработници. Надворешни соработници, така. Тие ги стават оцените во една табела која што преку софтвер потоа го пресметува процентот на секоја од оцените. Значи, фактички, додека не заврши надворешното оценување и не се внесат во софтвер оцените, никој не знае дали болницата воопшто добива сертификат на 1, на 3 или на 5 години. Так. Тоа е она позитивното да се исклучи субјективизмот, затоа што ние сме мала држава, во принципи би можело да се каже дека колегите меѓу себе сите се познаваат. Так. Дури ни надворешните оценувачи не знаат што ќе покажат на крај резултатите. Тие само ги оценуваат критериум по критериум согласно бројот на доставени докази. Така да колку ќе трае акредитацијата, самостојно и независно. А колку ќе трае акредитацијата, соопштуваме на крај согласно добиените оцени кои што се вадат компјутерски. Така беше и со трите болници. Можеби наша импресија беше дека ќе добијат акредитација, ти видовме доста сработено, меѓутоа колку ќе биде и стварно беа гранични меѓу 1 и 3 години, меѓутоа некогаш, барем во развиените земји со кои контактираме, еве минатиот месец бевме тројца од агенцијата во Ирската агенција за акредитација, дури и тие ни кажуваат, дури не е пожелно некогаш многу години, затоа што после се олабавуваат луѓето. Така, на 1 година се држи тонусот. Тие знаат дека наредната пролет веќе треба повторно, но не ги оставаме на мир ни во тек на оваа година. Најмалку еднаш, по потреба и повеќе пати, оди независен експерт на еден мониторинг, па дали го одржале нивото или само се припремиле за акредитација. Значи, тоа е целта на акредитацијата. Постојано одржување на едни добри стандарди за квалитетна здравствена заштита. Така, значи по 1 година се акредитирани овие три, година. за да може да го одржуваат континуитетот. Во колку здравствени установи, јавни здравствени установи во моментот како агенција сте присутни, колку здравствени установи се офатени во овој момент со процесот на акредитација? 56. Тоа е и отежнителната околност за нашата агенција и во јавни здравствени установи, иако и приватните подлежат. Тие може да, секој може да избира дали сака по меѓународна агенција и национална агенција да биде акредитирано, и по закон, доколку се акредитираат од меѓународно призната агенција за акредитација, поднесуваат барање да им го признаеме тој сертификат. Така да со тие болници, меѓутоа во агенцијата работи мал тим, но е доста ефикасен и е добро распоредена работата, така да во стручниот сектор 9 вработени, 9 вработени и директор. Меѓутоа во нив имаме и IT специјалист, економист, правник, секретар, возач. А оние кои се во стручниот сектор, четворицата, точно се знае кој болници ги води, од причина што секој треба да си има увид за болницата која води еден вид како клиент, а јас како директор можам во секој момент да добијам денешен статус на која болница, до кој степен е, што треба да и се помогни, каде е запнато, па да контактирам со менаџментот. Организирани сме добро, што е можеби среќа за мала организација, несреќа е тоа што се многу оптеретени, практично имаат скоро по 19 болници, тројцата и еден поискусен кој го менаџира сето тоа. Меѓутоа, работата функционира и гледам во болниците се доста задоволни од лицата кои им се доделени за контакт. Оти е многу важно и за болниците да знаат со кого конкретно контактираат, од кого да побараат помош. А ние интерно во агенцијата потоа ги средуваме работите, даваме одговор. Значи, достапни сте им во секое време на секоја од здравствените установи. Денешната технологија и дозволува тоа, интернет, работите во нивна полза, што би се рекло народски, за да им помогнете, за да тие сами си олеснат околу имплементацијата на стандардите. Професор Зисовска, колку е важна инфраструктурата во самиот процес на акредитација? Еве, најави министерот и надлежните здравствени власти дека е веќе распишан тендерот за изградба на новиот клинички центар, нова зграда на местото на стара гинекологија, ќе се гради од темел и колку ова ќе оголеснува процесот на акредитација, што всушност ќе значи самиот клинички центар и за вас како агенција и за вработените во комплексот Мајка Тереза, но и за пациентите пред се? Па во тек бев со тоа дека се размислува што
може би и агенцијата не беше отворена кога како идеја во Министерството за здравство беше за да се гради. Ние веќе бевме во новата клиника, беше срушена старата и искрено потајно и се радував што тоа ќе се направи, меѓутоа па сега како раководител на една ваква институција ми е многу драго затоа што тоа е еден многу голем исчекор за безбедноста на пациентите, за работата на клиниките, затоа што работејќи 32 години до одењето мое во агенцијата во самиот клинички центар во старата зграда на гинекологија, така, па во новата зграда доаѓам токму сте педијатар на неонатологија. Можем да ви кажам дека токму ги знам во сршта проблемите кои ги имаме со тој павилјонски тип на згради, на болнички згради. Тоа многу отежнуваше конкретно со мојата работа. Едно новородено, додека не набавивме мобилен рентген апарат, едно новородено требаше со инкубатор да се истурка на Институтот за рентгенологија, па да се добијат резултатите и назад да се врати. Тргнете еден пациент кој треба од една болница во друга да се носи со креветче или со количка од една до друга установа. Од нефрологија до карил, најпростото и највидливото. Поминуваат коли, поминуваат пациенти, поминуваат инфективни пациенти, врни, дожд, снег или е жешко, а вие транспортирате пациент. Прв чекор кој ние сите многу топло го поздравивме и позитивно беше интерклиничките возила. Веќе се смени. Но и тоа е посамоделски начин во однос на изградбата на клинички центар кој ќе има топло поврзување, топли ходници меѓу себе. Доста веќе се воодушевуваме по тие болници кои се од таков тип во странство. Првиот мој впечаток како млад лекар беше во Амстердам, во нивниот академски медицински центар кој е една зграда, огромна. И тогаш сватив што значи да имате вие комуникација, па дури кога одат на конзилијарно мислење. И за самите доктори, вие во 2, во 3 може да повикате конзилијарен доктор, пример од кардиологија, да оди на хирургија. Тој мора да оди пешки. Нема начин за одење. Или на инфективно. Сега, ако со ова поврзување, прво е многу добро за пациентите. До одење до лабораторија, одење до рентген. Второ, е за вработените многу добро, заради таа комуникација. Трето, нашето 4-то поглавје се однесува на безбедност на пациентите. Тоа за безбедност на пациентите, јас го спомнав трето, но не како помалку важно, како најважно. Вие пациентот го носите по топол ходник, по чист ходник, изолирано е од поминувањето, од прометот со надворешните пациенти, лабораторијата е достапна од надвор, а ние знаеме пред клиничка лабораторија, тоа е митинг. Заради тоа што таа е централна лабораторија, референтна. За сите пациенти диагностиката е тука, с првичните анализи што ќе дадат диагностиката. Пред рентгенот, пред лабораторијата, вие тоа ако го изолирате на влез во една болница, кај што има топла комуникација, веќе сте направиле многу во превенција од интрахоспитални инфекции. И дополнително од други ризици кои што ги носи транспортот од една до друга зграда. Јас спомнав и на почетокот. Ако имате амбуланти, пример, сите интернистички амбуланти се надвор од интернистичка зграда. Пациентот кој добива запис за прием од амбуланта, потоа оди во зградата. Сега би бил транспортиран преку ходник, тоа значи во иста зграда. Според мене, тоа ќе им олесни толку многу на болниците во припремата за акредитација, но тоа ќе ги фати во вториот циклус. Затоа што треба време да се изгради еден таков капитален објект. 4 до 5 години, Како и да е, важно е што дојдовме до овај момент и што одат работите напред, а значењето е огромно затоа што после ќе им биде многу лесно. Јас ви кажав на почетокот, многу се важни инфраструктурните критериуми да се задоволат. И е многу тешко вие овдека во еден стар објект да барате да се прикачуваат работи, да се зачува приватноста. Значи овде во старите објекти вие не може да барате зачување на приватност на пациенти, тоа може да биде само со завеси. Во нов објект тоа се планира стратешки. Дури интензивната нега во најавата на презентацијата на самиот проект е дека секој пациент ќе биде одделен со засебен параван и дека нема да има контакт ниту физички, ниту преку воздушен простор од пациент до пациент. Колку ова ќе го помогне третманот на самиот третман и на пациентот, но и да се заштитат од оние инфекции, интрахоспитални инфекции? Има неколку кратна предност. Кога доаѓа меѓународни делегации, доктори,
многу често ни замеруваја за тоа што немаат приватност пациентите, кога се повеќе кревети. Гинекологија меѓу првите направи чекор, кога ги направи собите помали, тука многу ни помогна тогаш Уницев. Меѓутоа, од овој аспект, кога веќе ги гледам другите болници, тогаш гледав локално. Се борев за гинекологија. Но сега гледајќи ги другите болници, таа приватност, значи, тоа е во согласност и со законот за права на пациентите. Приватно и доверливо. Не сака секој да слуша за другиот, нити сака да слушаат за него другите пациенти во собата. И со закон се заштитени пациентите. А од друга страна, превенцијата од интрахоспитални инфекции, тоа е задолжителен критериум кој мора да биде оценет со 4 или 5 според нашите стандарди. Се што е задолжителен критериум и се однесува на безбедност на пациенти, начин на спремање терапија, начин на апликација, превенција од интрахоспитални инфекции, идентификација на пациенти, тоа се тие клучни критериуми за безбедност на пациентите. Овој начин на градба, на да кажам на дизајн на болница го овозможува тоа. Значи и на болниците многу ќе им помогни, но јас секогаш зборувам во името на пациентите, за пациентите е од уште поголемо значење. Така, на местото директор, како што споменавте на агенцијата, доаѓате од клиниката за гинекологија, од оделот за неонатологија, педијатар сте, таму сте работеле 32 години. Во пракса, предпоставувам дека сте се соочували предходно, бидејќи споменавте еден дел, новороденче да го носите до рентген, до клиниката за радиологија, за да се направат тие снимања неопходни, за да се воспостави диагноза. Но тука и со контактот со детската клиника, бидејќи предпоставувам дека сте морале да соработувате или да се однесе на нивната интензивна нега. Тука има доста простор кој мора да се изоди пеш, па дури по калдарма, по нерамнини и така. Значи, колку тоа може да наштети на самото новороденче или на самиот пациент и колку ќе се избегне овој момент со изградбата на новиот клинички? Па како да ви кажам, можеби новороденото е малку и посензитивен пациент и ние многу одамна се изборивме за транспортен инкубатор и се изборивме за мобилен рентген. Меѓутоа, сега гледам дека во болниците за возрастните пациенти се уште не е решен тој проблем. Така, може да излеземе сега, ќе видиме секако дека пациенти се транспортираат по колички од... Две клинички возила се кои успеваат колку толку да однесат, но не можат да ги задоволат потребите. Така да не можам да зборувам за новородените, оти тогаш тропавме на сите врати и ви реков, можеби новороденото е малку така посензитивно, па успеавме да го решиме на тој начин, оти ние соработуваме многу со детска хирургија и со детска клиника, има еден обрт и на пациенти и се. Меѓутоа, гледајќи сега за адултните пациенти од оваа позиција, ова е решение на многу од проблемите, вклучувајќи ја и акредитацијата. Така, предпоставувам дека без проблем новиот клинички ќе добие акредитација, меѓутоа треба да се направи, сега карикираме, зборуваме за 4-5 години унапред, меѓутоа и тие треба да ги запазат стандардите, оние по протокол запишани стандарди. Така. Па јас си спомнав дека тој клинички центар ќе им помогне во вториот циклус можеби да добијат на подолг рок акредитација, затоа што сепак новата зграда, ние направивме споредба и при акредитацијата на овие 3 болници. Козле беше најнова зграда, значи при самиот дизајн некои работи беа решени за акредитација. Во другите 2 болници со постари згради интензивно работеа да ги поправат работите кои што не биле планирани во тек на изградбата, затоа што стандардите се менуваат. Порано стандард било да се има 8 кревети, па стандард дојдовме до 4 кревети, па дојдовме пример на гинекологија 2-креветни соби со купатило. Така да следната верзија на стандардите сигурно ќе има и поригорозни критериуми. Така, и она што е интересен сегмент е дека ќе се пропуштаат во комплексот само возила на итната медицинска помош и евентуално возила кои транспортираат итни пациенти или животозагрозувачки пациенти. Овој сегмент е неопходен токму во сегашното функционирање на клиничкиот центар, бидејќи знаеме има еден влез, една рампа, таа често знае да се заглави, премногу цивилни возила на самиот паркинг. Тоа сигурно многу би помогнала, затоа што сега веќе како доктор би зборувала, не директор на агенција, некогаш во такви состојби секундите значат живот,
а минутите смрт. Значи, за ова, на ваквиот начин на дизајн, сигурно е осмислен од луѓе кои имаат големо искуство во дизајнирање на болници. Така, дори тоа е битниот момент, бидејќи еден од критериумите за која фирма ќе го гради е да има најмалку 3 вакви комплекси изградено во развиени земји членки на Европската Унија или во Соединетите Американски држави, кои ги исполнуваат и ги бараат сите тие стандарди. Токму тоа и тоа исто така, да кажам, ми остави впечаток што се бара искуство при дизајнот. Затоа што и секаде во светот една обична болница е најтешко да се изгради во споредба со најголемата куќа или зграда, а камоли клинички центар. Така да е имајќи во предвид дека 75.000 до 80.000 пациенти годишно се третираат дневно, дури и над 2.000, околу помеѓу 2 и 3.000 пациенти бараат здравствена услуга во самиот комплекс. Хоспитална. Значи лежечки пациенти, па тоа е, ние немаме освен Скопје, друг голем град со 85.000 жители. Значи, така, но да потенцираме дека ова не е само за Скопје и за скопјани, бидејќи како и до сега ова ќе биде централната база и на медицинскиот факултет, бидејќи се станува збор за универзитетски клиники и дека ќе добијат и по-стандардни услови за работа самите професори, вклучувајќи и вие. Сигурно. Не ми беше зборот поголем град, него бројот на луѓе е колку еден голем град. Оној кој поминува низ клинички центар. Така да сигурно ќе има значење и за тоа. Се си има свое значење. Сакате ли лично вие, бидејќи сега сте моментално директор на агенцијата, лично некогаш би се вратиле повторно, би сакале ли да работите во таква модерна здравствена установа, имајќи во предвид дека и гинекологија фативте сегмент од една од поновите градби на здравствени установи во Македонија. А кој не би сакал? Кој не би сакал поубав дом, поубава куќа? Ние на работа поминуваме многу време. Така да преминувајќи ние во нова зграда во гинекологија, веќе го видовме бенефитот од се што се прави ново се прави да биде подобро од старото. Јас мојата иднина и понатаму ја гледам како доктор, ова е мандатно место и на ова место отидов со желба да помогнам малку повеќе за здравството во целина. Но моето место се знае каде е, моето место е пак со пациентите. Со пациентите и уште овој сегмент да го потенцираме дека работат некаде помеѓу 2 и 3.000 лица во самиот комплекс Мајка Тереза, од кои 2.300 се медицински персонал само. Колку ова ќе им го олесни новата градба, новиот комплекс модерен, ќе им ја олесни самата работа на лекарите? Па многу, нормално. Ако вие имате да одите по ходник, да дистрибуирате нешто, и ако треба да се преоблечите па да излезете од вашата зграда, па да ја завршите работата, затоа што се знае дека во зелена униформа не треба да се шета меѓу зградите. Тоа значи оној кој е во зелена униформа, тоа се ограничено движење, персонал кој што има ограничено движење заради зголемен ризик од интрахоспитални инфекции, треба да се преоблечи во бело, па да појде до друга зграда, па да се врати назад и да се преоблечи. Со топлите ходници, овие работи сите се решаваат по автоматизам. Значи сами по себе се решени. Сето тоа ја олеснува работата, го заштедува времето, а времето, ако си го цениме добро, е најскапата категорија денеска. И резултатите би биле многу подобри. Ефикасноста би се зголемила. На крај ќе ви се заблагодарам за сите овие информации кои ги споделивте со слушателите на Здравје на Радио Слободна Македонија и да се надеваме дека здравствените власти ќе го исполнат, остварат она ветувањето кое го дадоа, дека за околу 4 до 5 години ќе имаме модерен, современ и клинички центар изграден според сите меѓународни стандарди. Секако. Јас очекувам да види така. Ви посакувам и успешна работа на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи и со задоволство, со нови резултати и со нови акредитирани установи ве очекуваме во некое ново издание на Здравје. Благодарам за поканата и со задоволство би дошла. Почитувани, тоа беше професор Елизабета Зисовска, директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи. Ќе одиме со кратка пауза пред самиот крај на емисијата. Здравје со Александар Динев.
здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување, медицина базирана на докази, водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин, вторник од 11 до 12 часот, на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, следете емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Централна тема и настана неделата, минатата недела во областа на здравството беше најавата за распишување на тендер за изградба на новиот клинички центар. Распишан е тендер и во официјалниот гласник на Европската Унија. Како што најави министерот за здравство Никола Тодоров, клиничкиот центар, односно фирмата која ќе го гради новиот клинички на тендер ќе биде избрана на 5 декември. Градежните работи се планираат некаде на пролет следната година, а откако ќе почне да се гради треба да биде готов за 45 месеци. Се работи за капитална инвестиција во здравството во вредност од 128 милиони евра. Токму ова беше и дел од темата на која се осврнавме во денешното издание на Здравје со професор доктор Елизабета Зисовска, директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи во Република Македонија. Тука е и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Денеска сме вторник, 25 октомври 2016 година. Техничка реализација Драган Зафировски и Дине Вучков. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба во Здравје со мене наредниот вторник заедно со доктор Александар Митов. Ке зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Се слушаме наредниот вторник во 11 часот на истата фреквенција. Имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување, медицина базирана на докази, водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин, вторник од 11 до 12 часот, на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.